Почитувани, добродојдовте во уште едно ново издание на емисијата 15 минути со. Во денешната издание ќе разговараме со едно доста талентирано девојче, навистина со многу таленти, а за какви таленти станува збор ќе ни каже таа во текот на разговорот, нели колку можеме да, колку ќе ни дозволи ова време 15 минути. Најпрво да ја представам Александра Атанасова, добро ми дојде во нашата емисија. Добро ви најдов и благодарам за бавото гостопримство. Да се представам ако може. Јас сум Александра Атанасова, како што рековте. Се занимавам со уметност, тоа најмногу ми лежи, ме опишува мене, а инаку сум ученичка од 4-та година, сега матурант во гимназијата Јане Сандовски, јазично уметничко служба. Александра, тука за 15 минути со, значи ќе си разговараме повеќе во врска со твоите таленти, но да напоменам дека денеска сме тука. Денеска беше во Домот на Арама во Струмица изложба на твојата прва самостојна книга, насловена Зборовите на тишината. Зборовите на тишината, како и твоја прва изложба, како што можат и нашите гледачи да забележат. Но најпрво и малку по-конкретни и по-општи прашања, што би направила Александра за 15 минути? За 15 минути със сигурност, кога сум емотивно разранета или среќна, би напишала добар текст. Например, оно како што се чувствувам. Добар есеј, например, од 300-400 зборови прилика. А би направила и некој уметничко дело, но онака поедноставно, како што гледате, сакам да се занимавам со бои, би нацртала некој бој, би ставила и така. Така. Откада ова желба и за цртање и за пишување на книги? Желбата се појави од порана возраст, за пишување веројатно од моето само раѓање, затоа што во се барав бегство во пишувањето, во листовите хартија, почнав да пишувам и не приметив кога всушност тоа почна во мене длабоко да се изразува, а со цртање кога почнав да одам на приватни часове по ликовна уметност и тогаш всушност сватив дека тоа ме исполнува и почнав дома да се занимавам со приватни активности и затоа денес и всушност направив таа изложба на делото. Така, бидеме поред. Ајде прво за пишувањето. Кој е твоето прво дело што си го напишано, есеј, па си тргнал тука, си речен, си имам талент и ќе почнам да пишам? За делата, како што се сеќавам, кога бев многу мала, ни дадоа домашна задача да напишеме за домашно, или онака обично домашно, и тој ден се сеќавам, мајка ми ме прекина, рече, остави, нели, во ред ќе најдеме од некаде. Јас само реков зошто да најдеме, нели. Дадено ми е домашно, сама да го напишам и тогаш сватив дека всушност ме бидува во училиштето, добив, нели, најмногу пофалби. Потоа, нели, кога веќе порасна во поголемите одделенија, добив и награди, почнав да добивам, нели, на литературни конкурси, што почнав на сите литературни конкурси да испраќам, да ми почнаа да ми стануваат успешни и всушност сватив дека јас за тоа сум родена, тоа ме исполнува и така. Така. Што всушност те инспирира додека пишуваш? И да кажи ми повеќе за твојата најпрва книга. Што те инспирираше лично за книгата, твојата прва книга и општо за пишувањето? Општо за пишувањето ме исполнува ме инспирира секојдневниот живот, а тоа може да се примети и во книгата. Например, во книгата се опфатени мотивите на среќа, таган или љубов, како што секојдневниот живот, а и многу големо влијание имаше денешното општество. Например, подчинетоста, тоа дека некој е побогат, посиромашен, класната поделба и сето тоа всушност ме тераше мене да создадам една приказна и несвесно во таа приказна почнав да ги создавам тие работи, да ги вметнувам и тоа. Продолжуваш да пишуваш, не застануваш тука, тоа беше твоја прва изложба на книгата Зборовите на тишината. Дали можеби сега во иднина планираш некоја втора книга? Да не изненадаш и повторно да дојде да снимиме. Се надевам навистина дека ќе се случи тоа. Засега уште не сум планирана, но во слободно време почнав да пишувам стихотворби, нели, вакви дела од сосема поразличен тип. Ова е проза, а сега си пишувам дома поезија, што можеби еден ден ќе биде и преточена во книга, што навистина се надевам и ќе ми биде мило. Дај Боже, така, дај Боже. Дали имаш учествувала на некои надпревари можеби за пишувањето? Рече дека си имала најубави есеи.
што се пишувала, дали си имаш учествувала некада на некој надпревари? Да, имам учествувано над превари и за пишување и за цртање, но еве стрикно за пишувањето. Имам дома дипломи, пофалници, нели, сертификати, работи. Еве да се пофалам на еден начин. Сега добив една нели, награда, што навистина е нели голема на ниво на Македонија. Требаше да одиме во Кипар 2021, но не се знае заради короната, што таа навистина сум горда на таа награда, нели, и се надевам дека ќе се реализира тоа одење, затоа што ќе имаме таму 7-дневни нели нешто поучни работи за тоа и плюс тоа малку прошетка и сето тоа кога знаеш дека не од доброволно, мислам не си направил ти се затоа, туку само си исполнила желбата преку пишување, уште подобро и уште посладко. Така, продолжуваме сега со сликањето. Кажи ми кој беше твојот најпрв цртеж што го имаш нацртан? Најпрв цртеж кој го цртав дома со брат ми, јас имам брат близнак, и се надпреварувавме кој ќе нацрта подобро. Тоа беше човек нели со тело и со се, и јас тогаш на него многу му се смеев, а всушност чувствував нели дека сум над него, што и навистина нели почнав да мислам дека ме бива и почнав да се цртам нели во тие работи, да се цртам и така. Така, кои техники ги владеш при сликањето? Најчесто користам темпера. Многу сакам да сликам на платно, бидејќи повеќе ми лежи некако сликата и најмногу цртам природа. Нели, портрети, пејсажи, цртам се, но меѓутоа водена површина, како што може да се примети, обожавам водена површина, некои вака градови, села со вода, океани, мориња, тие работи. А дали имаш надпреварувано исто така и за во врска нешто со сликањето, некој надпревари можеби? Да, се имам надпреварувано на меѓународен надпревар и 2 години поред во Кратово, Лазар Софјанов, што првиот пат кога отидов го добив второто место на меѓународно ниво, а вториот пат го добив првото место. Ние пред да снимаме со Александра се разговаравме, значи кажавме за нејзините два таленти цртање и пишување, но ете те бива и за глума. Што со тој талент? Глумата почнав подоцна да ја откривам, бидејќи се запишав на театарска представа. Навистина доживеавме голем успех, отидовме во Србија и таму земавме добро место. Не можам да се сетам дали прво или второ. Потоа од гимназијата исто така нели имаме драма секоја година и таму бев повикана, бидејќи режисерот ги открил моите квалитети, да се каже. И еве сега моментално повторно одам на драма, што се надевам дека во брз период ќе биде готова и ќе ја представиме надвор од државата. Кажи ми кои се идните планови на Александра? Идните планови многу не можам да откријам затоа што и уште нели не планирам. За сега ќе се фокусирам на запишувањето на факултет. И тоа и сакам да те прашам, што планираш да се запишеш? Се мислам дали да одам психологија или наставник по македонски јазик, нели филолошки или филозофски, но тоа нема никаква врска со твоите таленти. Да, психологијата навистина нема, но знаете како велам, нели како што знаете пишување и мислам дека психолозите добро ја разбираат психата на човекот. Кога некој би ја отворил душата, на пример, да седнеме да разговараме, јас од тоа многу би извлекла нели некои податоци, информации, што навистина би била инспирирана да почнам да пишувам и затоа нели ми одат овие. Мислам, ја сакам психологијата, а македонскиот јазик затоа што нели книгата треба секогаш да се пишува граматички точно и затоа. Така што е да се запишеш, сепак нема откажување од сликањето и пишувањето. Не, во никој случај. Ќе продолжам и да пишувам и да читам и да цртам, нели, затоа што тоа е дел од мене. Јас се доживувам како уметничка душа. Тоа е исполнува, Да, така е. Секогаш ние многу навистина среќа, еве за крај што би им посакал ти на гледачите на телевизија ВИС, после на гледачите на емисијата 15 минути. На сите вас ви посакувам, нели, и на гледачите особено, никогаш да не се откажуваат од своите сонови, да работат напорно на тоа што го сакаат, бидејќи со тоа не било пишано, така требало да биде, не се извлечува ништо, треба секогаш упорност и работа. И тоа е. Благодариме. Почитувани, ви останете на нашата програма, се гледаме во наредното издание.